Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Александар Бичиклиски, ве го следите најновото издание на Проверитас, каде што разговараме за најважните и најактуелните случувања во Македонија. Вечерва фокусот го ставаме на меѓународната политика и позицијата на Македонија во актуелниот геополитички контекст, започнувајќи од последниот мониторинг извештај на Советот на Европа до соработката и стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. На моје огромно задоволство, вечерва мој соговорник е човек со богато искуство во оваа област, аналитичар по меѓународни односи и безбедносна политика, човек со долгогодишно академско и јавно присуство во анализа на глобалните и регионалните процеси, два пати амбасадор на Македонија во Советот на Европа. Добро вечер за професор доктор Звонимир Јанкуловски. Добро вечер. Многу ми е драго што вечерва ќе говориме и сте гостин во студиото на Проверита за актуелни теми кои што сигурно ќе ги заинтересираат. Го делиме истото задоволство, така што тука сум. Да почнеме одма. Минатата седница Македонија и Соединетите Американски држави имаа заедничка изјава за скорешно потпишување на договор за зајакнување на билатералните економски односи и проширување на извозот. Колку ова реално значи за македонската економија и држава? До сега не сме имали едно вакво искуство. Ќе ги видиме што се вика бенефитите, односно користите од еден ваков договор, меѓутоа самиот договор веќе е бенефит за Македонија, затоа што покажува исклучување од онаа група на држави на кои Соединетите Американски држави определија царини, вклучувајќи ги, ако сакате, и Европа, иако и со нив постигна некој договор минатата година во август. Меѓутоа, ова покажува блискост меѓу двете држави, она што го кажавте стратешкото партнерство кој е исклучително важно за Македонија и покажува нешто што одстапува од онаа политика на власта која беше пред 7 години, каде што Македонија немаше алтернативна надворешна политика, всушност постоеше она безалтернативност во надворешно-политичките цели, кои се врзува исклучиво за приклучување на Европската Унија, при тоа заборавајќи дека процесите на надворешната политика кои ги води една влада не се еднонасочни, туку се дифузни, се шират согласно интересите кои треба да ги постигнете во глобализираниот свет. Доколку не беше глобализиран свет, доколку се ограничевме само на она што значи европската агенда, забораваме дека светот сепак во годините кои и во време на таа власт и сега е во менување и претпоставува нови можности, нови отворања кон соработката со други држави, кога ги имате Соединетите Американски држави позади вас, посебно во областа на економијата и во областа на ова што е постигнато со идниот договор, ви покажува дека не само блискост, туку ви покажува еден нов дух на надворешната политика која Македонија го следи со тековната власт. Така. Дали овој вака договор, кажано вака меѓу нас, представува уште едно подлабоко продлабочување на партнерството на Македонија? Апсолутно, она што го кажав, и те како исклучително важно да ги имате Соединетите Американски држави позади вас и да ја имате поддршката на Соединетите Американски, далеко тоа дека ја немавме во минатото, меѓутоа ова веќе ви значи продлабочувањето на тие односи кои се односи на пријателство и соработка веќе од независност на Македонија, меѓутоа ова дава една нова димензија и нов потик за продлабочување на тие односи и она што кажав, ширењето на надворешната политика кон други центри на моќ, кој исклучително важен центар на моќ, како што се Соединетите Американски држави, од онаа затворена политика која водеше претходната власт. Би се согласил со ова затворена политика, но ви рекол едностранна преговарање немаше, не преговаравме, него слушавме во претходната и не правевме практично ништо. Во основа нашата надворешна политика беше реакција на надворешно-политичките случувања каде што ние не учествувавме, ние бевме само нем сведок на она што ни се случуваше и во основа ги се обидувавме, дури власта тогаш не се ни обидуваше да ги амортизира негативните последици кои се случува на Македонија како резултат на тие надворешно политички. Знаете, кога имате сервилна власт која се прифаќа што и се случува во надворешната политика, го добивате она што го добивме до изборите 2024 година со промена на власта, една затворена надворешна политика без алтернативна надворешната политика, така што во
промената на глобалниот систем на односи, безалтернативноста не функционира на тој начин на кој тоа го мислеше претходната гарнитура на власт. Дали во моментот добро се позиционираме на меѓународната Апсолутно, политика? без по мое мислење, да, добро се позиционираме. Видете, кога се позиционирате, треба да знаете кон кого се вртите. Мислам, во глобалните односи, нашата позиција е јасна. Мислам, далеко тоа дека ние отстапуваме од европската агенда или европскиот пат, меѓутоа очигледно светот се менува, па дури и на тој пат, меѓутоа ги имате Соединетите американски држави кои представуваат моќ во меѓународните односи, во свет кој е разнишан во контекст на она што значи меѓународно право, меѓународни норми кои треба да се следат. Убаво е да имате некој кој ќе цврсто застани зад вас, некој моќен кој сепак ги диригира, односно ги насочува тие односи во правец на кој тој посакува, врз основа на моќта што ја располага, и во еден таков анархичен систем подобре да бидете на маса отколку да бидете мени. Да. На менито. Во кажам, во рамките на овој договор се споменува и дигиталната трансформација и вештачката интелигенција, нешто што е актуелно интересно. Мислите дека овие процеси ќе влијаат на пазарот на труд во Македонија? Ние сме вака интелигентна нација, сами по себе велат дека македонците се луѓе кои што нели Да, работи главата. меѓутоа ова ве става во одредена рамка која е различна од она да бидете интелигенти, затоа што ви се појавува интелигенција која е малце поразлична Така. во дигиталниот свет и каде што не можете да просперирате, да бидеме реални, веќе не можете да просперирате, да одите напред без дигитализација, односно без влегување во тој дигитален свет на односи кои се поставува, така што и ова е една од придобивките во контекст на договарањето со Соединетите американски држави, кои треба да дадат потик на македонската економија и мислам дека бенефитите многу брзо, гледам и владата веќе е целосно посветена на процесот на дигитализација, влегување на вештачката интелигенција во контекст не само на економијата, на политиката, во сите сфери на животот, меѓутоа нормално да биде регулирана на начин на кој тоа ќе оневозможи злоупотребата на вештачката интелигенција за цели спротивни од оние кои се во корист на државата, односно на граѓаните на државата, така што ќе видиме како тој процес ќе се развива, меѓутоа добро е да што влегуваме во тој процес наместо да бидеме исклучени од него. Да, и ова кажавте, јас се согласувам дека тоа треба да биде алатка која што ќе ни помага. Апсолутно. Апсолутно. Ајде малку да се вратиме во Македонија, ако може, со прашањата на теми. Деновиве бевте сведок, а јавноста беше бајги изненадена од изјавите на поранешенијата јавна обвинителка Лејла Кадриу во незиното гостување кај мојот колега Богдан Илиевски на Алфа телевизија. Таа зборуваше за работата на специјалното јавно обвинителство. Според вас, што представуваше СЈО во политички и правен контекст и како ги оценувате вака незините тврдења? Како ги коментирате во што го кажа Лејла Кадриу? Направи вака еден земјотрес со сето на што го кажа, некој работа излегува на виделина кои што ние како обични граѓани се чудевме. Што се случувало таму? Воопшто не е за чудење, мислам, не знам зашто би се зачудиле кога самиот концепт на создавање, самиот концепт на функционирањето на специјалното јавно обвинителство вообичаено во теоријата на промени на влади, на промени на државни структури се нарекува правосудна мафија или јавно обвинителска диктатура која се случува во случувала во одредени држави каде што правосудниот систем бил искористен за промена на определени влади, за промена на структурата на државниот систем. Се спомнуваат арапската пролет, обоените револуција, дури и Македонија е спомната во тој контекст и специјалното јавно обвинителство како носител на она јавно обвинителска и судска диктатура каде што правосудниот систем е искористен за цели надвор од испорачувањето на правдата. Специјалното јавно обвинителство го покажа своето лице. Знаете, во правото има еден принцип, не ја докажувате вие својата невинност, туку тие треба да ја докажат вашата вина. Една реченица која се привлекуваше за цело време на
функционирањето на специјалното јавно обвинителство беше дека вие сте тој кој треба да си ја докажете својата неприменливо и неприфатливо за човек кој раководи или човек кој раководи со институција која требаше да испорача правда во општеството, повеќе беше одмазда, брутална одмазда за одредена политика која требаше да биде осудена и политика која не само да биде осудена, туку и да расшири страв меѓу граѓаните, меѓу онаа структура на граѓаните кои го сочинува јадрото на таа политичка структура, огромно јадро, кое се покажуваше на изборите. Знаете, не лечите своји политички фрустрации низ јавното обвинителство, тоа го се потврди низ изјавите на поранешната обвинителка, токму тоа се потврди дека било алатка во рацете на политиката. И тоа го видовме. Еве, имав и ја разговори на мојот подкаст на времето со луѓе кои поминале низ системот на јавното обвинителство, да го наречам систем, иако се работи за диригирана одмазда за одредена политика, каде што приказките се застрашувачки. Мислам, се она што правосудниот систем не требало да го прави, го правил. Јавно обвинителскиот систем преку специјалното јавно обвинителство го правило. Класична политичка одмазда и ништо повеќе. Так. И тоа функционирало, додека функционирало, се виде колку е кварен системот со тоа што јавната обвинителка заврши во затвор ради корупција, останатите, сега не знам до каде со кривичната пријава, се делеле пари. Знаете, кога ќе кажи да кажете дека сте милион не знам долари или денари за што беше девојка, ќе ја видите памета колку исечена јавната обвинителка, и кога знаете дека системот е во основа конципиран и наполнет со луѓе кои едва е поминувале низ правото во поглед на студирањето, во поглед на вршењето одговорни работи во правосудниот систем, сваќате дека системот не бил креиран да испорача правда во државата. Не можете да ставите зајавен обвинител човек кој едва завршил правен факултет со шеска. Не можете да го имате Коцевски зајавен обвинител кој ги мерел ходниците на правниот факултет не знам колку 11 години. Сепак тоа ви покажува сериозноста која имал или можеби некој нема да се согласи, ќе каже дека го утврдувал правото низ годините. Знаете, стварно го утврдил правото, пошто низ годините доека студирал, 100 пати се менувало, се сменил политички систем. Да не зборам, правниот систем се сменил во тие години и тој да ви раководи со институција која треба да испорачува правда во општеството. Што очекувате? Го добивме тоа што го добивме, луѓе се шетаа со мајци, еуфорија, ги добивме Чарлиевите ангели кои беа се само не ангели. Дури песна им направи. До таму се одеше. Еуфоријата беше толкава да одеднаш кога разврската се случи, сваќате дека сте имале еден трул систем кој бил креиран да ја испорачат седотеката на поранешниот премиер Заев на плоштади, на независните нивни медиуми, да испорача разговори кои биле противуставни и противзаконски прибирани, кои никогаш не добија потврда во правото дека се верификувани, дека се точни, дека се веродостојни. Значи, добивме една институција која пред се имаше политички карактер, далеку од правен карактер. И токму поради тоа, во годините, кога правосудниот систем се полнеше со такви луѓе, вие да имате фатен разговор на специјалните истражни мерки, и во кој се бара мито, и за тоа судот да не одговори. Се ви кажува за тоа каков правосуден систем сме имали. Меѓутоа, сето тоа беше во една подлабока функција, во една поширока цел која ја има оние кои го диригираа тој систем, а тоа беше разнебитување на државата, промена на името. Некој ќе каже дека врз основа на промена на името ни се отвори патот кон НАТО. Тој беше отворен вака и така, мислам, далеко од тоа дека немаше да бидеме членка на НАТО и со она што претходно фигурираше како име. Меѓутоа, начинот на кој тоа го направи, во основа е во спрега со обвинителскиот систем
и правосудниот систем во времето на претходната власт, така да секоја реформа се доживува како застрашувачка. Начинот на саморегулација, значи се беше во функција да се заштити одредена каста која требаше да го промовира таквиот систем. Така е, што малце да се задржиме тоа, последните информации говорат дека чувме дека основното јавно обвинителство ги има амнестирано обвинителите од СОЕ уште во август лани, дека нема да покренат истрага обвинителите во врска со бонусите, токму е она што го кажувавте вие, спрегата помеѓу овие две. Не, тоа е, погледнете како функционираат телата кои се кои треба да ја саморегулираат професијата, све ќе ви биде јасно. Така, ајде, го спомнавте Коцевски, Лјупчо Коцевски, кој самиот си поднесе оставка, нели? Како оценувате неговата работа на Како може да ја оценувам? Имате изјави повеќе. Сега далеко од тоа дека ги земам здраво за готово изјавите, некој ќе каже дека се политички мотивирани од несогласување, омраза, конкурентност и слично, меѓутоа јасно покажува дека бил таму како фигура која требала да го заштити тој систем кој бил воспоставен во времето на премиерот Заев, така што не знам зошто владата толку долго чекаше. Цело време барата со еден концепт кој е ја би го нарекол смоквин лист на неговото функционирање, тоа е независноста. Баш независноста е смоквиниот лист заради кој се криеше да ја покаже вистинската голотија на системот кој постоеше. Так. И цело време можеби забележувам на владата што тоа премногу долго траеше. Так. Знаете, не можете да држите човек кој во самиот старт е компрометиран во поглед на испорачувањето на правдата. Ако сакате со болницата каде што модуларната болница, па еве и во последниот случај со трагедијата во Кочани, каде што имате такви правни небулози што целиот систем е запреткан, мислам, не функционира онака како што очекувате да функционира нормален правен систем кој треба да испорача правдата. И незадоволството кај оние кои ги изгубиле своите најмили доаѓа токму од нефункционирањето на таквиот систем. Мислите дека ова од незнаење или е намерно правење? Тоа ме збунува затоа што имам проблем со тоа. Се сеќам, моето прво вработување беше во окружниот суд во Скопје со председател Блажо Петковски, мислам, кој беше исклучително мокна личност во правосудниот систем тогаш. Не примија четворица најдобри студенти на правен факултет. Во однос на денеска, начинот на кој се екипираат институции, правосудните институции, малце е загрижувачки. Сите афери што го следеа процесот на до едукација преку Академијата за суди, едноставно немаат разрешница. А таму лежат одговорите. Како успеваат да поминат академија без положен правосуден испит или без завршен правен факултет. Значи, многу работи во годините се отворија кои бар ја очекувам да добијат разрешница. Очигледно дека системот се штити сами од себе си. Так. И секоја реформа која се спомнува доаѓа сериозни отпори од токму од оние тела кои треба да ја регулираат професијата. Така што многу работи ќе треба да се променат. Ја би играл многу потврдо од токму тоа сакам да правам. Како ќе да ги залечиме раниве? Што треба да се направи јавноста повторно да верува во тој систем? Сериозен рез, ја би рекол царски рез, мислам, на целиот систем. Нема тука што да се расправа, нема што да се калкулира. Разбирам дека политиката секогаш води сметка за она што е нејзин интерес во контекст на рейтинг, во контекст на испорачување. Меѓутоа, народот бара да бидат испорачани затоа што со 2% доверба на судство, па веќе никој не верува во тоа. Никој не верува никој не верува затоа што во годините кога требаше да испорача правда, ја го покажа своето политичко лице. Сега е заштитен, еве денеска видов некоја слика, некој органограм, не знам како да го наречам, на луѓе кои биле поврзани со специјалното јавно обвинителство. Па тоа се луѓе кои биле припадници на одредена идеолошка партија, мислам идеолошка линија
на политичко действување. Вие не можете од нив да очекувате ништо повеќе и ништо помалку. Тоа се тие. Што значи целиот систем е едноставно е контаминиран со такви луѓе. Ако сакате семени, ако сакате, кој одеднаш со промената на власта ви кажува дека се експерти. Ова што се случува е неприфатливо. Ви имате луѓе кои го рушеа системот, кои влегуваат во системот денеска. Така што некои работи малце ме збунуваат, меѓутоа тоа е прашање на власта кој треба да си ги разреши, затоа што во времето кога беа тие, начинот на кој тоа го правеа беше немилосреден и без никаков пардон и без никаква милост. Она што оваа власт го покажува другото лице на политиката, кое така треба да биде, меѓутоа системот е, како што гледаме, блокиран. Тоа сега да ве прашаме, професоре, по тек избор на нов јавен обвинител. Вчера имаше Советот на јавни обвинители седница или завчера, даде позитивно мислење за 4 кандидати од 5. Како го оценувате овој процес? Дали гарантира кредибилитет и што очекувате од новиот јавен обвинител? Искрено да ви кажам, неам некои вака очекувања со оглед дека еден од обвинителите, ја не знам, тоа е прашање на лично убедување. Ако сте биле дел од еден систем кој продуцирал неправо, не очекувате дека ќе биде дел од оној дел на системот кој е клучен, кој е носечки, дека ќе испорача правда. Не очекувате, меѓутоа е во игра. И тука нема, во игра се и други обвинители кои биле дел од тој систем, меѓутоа функционираат во ново променети услови. Некој ќе каже тоа е политичко одмазда или слично. Нема да се работи за политички, затоа што системот е едноставно закочен. И тоа оваа власт треба да го види. Системот не функционира. Не функционира затоа што луѓето кои биле дел од тој систем, од претходниот систем, се дел од овој систем. Никогаш не функционирале врз основа на правото и правдата. Функционирале врз основа на политичките наредби. Ова што го кажа Кадрiju, дека доаѓале, кажувале, дека се шетале во тоа. Па дајте до денеска неаме што било у кутиите кои биле испорачани, не биле примени како што треба, мислам, не биле заведени. Сето тоа отвара толку многу прашања со кои државата треба сериозно да се занимава. Затоа што тоа е рецидив кој го носи, кој ова власт и како може сериозно да биде погодена од тој рецидив. Од луѓето, од системот кој бил воспоставен, од целиот амбиент кој бил креиран, така што мислите дека некој се секира за 2% во правосудниот систем? Да, не им одговара. Не гледам дека нешто се потресува со оглед дека имате еден дел од тој систем кој е дел од поширокиот сијасет на луѓе кои одат пред владата, па владата да одлучи. Дури и тоа го изигра. И тоа затоа што еден од кандидатите, значи телото за саморегулација сама си носи одлука, сама си толкува закон кој не е таков. Да, и имаше јавен повик од еден од кандидатите кој што побара, ама треба да се укинат практично. Нема да се случи. Ајде малку да запувави работи, да збориме малку, да прошетаме до Советот на Европа и до Европската унија. Вие како поранеш амбасадор во Советот на Европа, како го оценувате укинувањето на мониторингот за Македонија на Советот на Европа? Помина, значи, кај нас горам во медиумите добро, пренесено како што треба, позитивно оценето од, условно кажано, политичките партии кои што се на власт, молку од опозицијата за целата оваа работа. Како го оценувате вие ова укинување на мониторингот? Па добро, конечно се потврди она што со години го имаме, дури мислам се работи сепак за политички процес, да бидеме реални, кој траеше премногу долго. Јас сум од оние кои сметам дека таму научив дека меѓу правото и политиката секогаш е политиката горе, затоа што ко заминав за Советот на Европа, заминав како експерт за човекови права и мислев дека тоа е рамката во која треба да се движам и одеднаш сваќате дека она што е храмот на демократијата, човековите права и владењето на правото,
функционира врз основа на политика. Мислам, џабеви аргументи во контекст на државата, во контекст на проблемот со името, во контекст на се што се случуваше, ги имате аргументите и одеднаш сваќате дека политички не можете да пробиете во таа. Така и мониторингот го доживав, кој трае премногу долго. Така. Премногу долго трае присуството на ОПСЕ во Македонија, на мисијата на ОПСЕ, која цело време рециклира проекти кои се во функција на незино продолжување на функцијата, иако, знаете, земја кандидат нема што да бара веќе мисијата на ОПСЕ во Македонија, така и со Советот на Европа. Очигледно веќе средствата секнува затоа што Русија како најголем донатор, односно учесник во финансирањето на Советот на Европа, излезе од Советот на Европа, веќе не е дел од Советот на Европа и нема, знаете, системот функционира врз основа на средствата кои има, парите кои ги има. Еве, видете и Обединети нации, меѓутоа мониторинг покажува една состојба која ја знаеме, која нормално опозицијата ќе молчи, затоа што ако ви кажува дека демократијата, владењето на правото, корупцијата, значи сето тоа е во рамките на она што е дозволиво, она што државата го прави за да го напреди, тоа што очекувате дека опозицијата ќе излези ќе каже нешто? Затоа што утре ќе излези ќе каже да, корупцијата не е намалена, кој е намалена, не може да го каже тоа. Демократија нема, кој има демократија? Тоа е потврдено во извештајот. Нема владење на правото, да, има, затоа што реформите се на пат. Она што претходниот влада се обидуваше да го одложи, сега е тргнато во реформи. Значи, сето она што опозицијата како аргумент го имаше за да ја нападни власта, одеднаш и се сечат нозете, односно се покажува дека низ извештајот дека напредок има во сите области која дефинираат Македонија како земја кандидат за Европската унија, со што значи сите аргументи за дека нема демократија, дека сме изолирана, слобода на медиуми, знаете, она што е стандарден наратив на опозицијата кога не е на власт, бар ова идеолошко определена опозиција, едноставно паѓа во вода. Па да, знаете, една година владеја, говорам за претходната влада на господинот Заев, и веќе не оценија како хибриден режим, последна година владење, нели? Македонија беше оценета дека е во некој хибриден режим, како приказна, и убаво викате, ни еден аргумент нема сега што да кажат по тргањето на оваа приказна. Затоа молчат, и наративот е ист. Кога ќе го видите, вчера го слушав тој што им е задолжен за меѓународна соработка, наративот е ист. Барем нешто, знаете, се менуваат години, луѓето растат политички, се менуваат, наративот останува ист. Сега сме повторно заробена држава, повторно сме режим, па дајте сменете наратив, веќе го знаеме тоа. На неколку пати спомнавте во емисијата, нели, идеолошка, нели, опозицијата со незината идеологија. Постои ли криза идеолошка во опозицијата? Јас сум човек што следи политиката повеќе од 30 години, значи постоело секогаш едно ниво на комуникација помеѓу политичките партии, најголеми говорам ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Искрено видам професор, значи јас последниве месец и пол следејќи соопштенијата на Социјалдемократскиот сојуз, следејќи ги нивните јавни настапи, буквално не разбирам што зборат. Порано бев портпарол, од позиција на портпарол, да сум денеска не би знал што да им одговорам. Нема што да се одговори на што не чувме овие месеци и пол таму. Што може да чуете? Наративот е од времето кога се рушеше власта на премиерот Груевски. Мислам, нема што ново да чуете. Немаат ново. Едноставно по истите линии на напад одат. Едноставно заробени се во таа нивна идеолошка матрица од која не можат да излезат. А плюс кога знаете дека имате таков политички квалитет на таа страна, дека веќе стануваат и ирелевантни во политичкиот процес со оглед на бројот на пратеници кои го освоија на последните избори, сето тоа говори дека Социјалдемократскиот сојуз веќе полека станува историја, која барем ја не би можел да ја памтам подобро. Можем да ја памтам по се, меѓутоа не можам да ја памтам подобро. Така, меѓутоа се отвора еден голем простор во опозицијскиот простор, кој што може некој друг да влезе, кој што може да биде многу поопасен за Не е нешто ново, видете ја Грција како функционира после Сириза, ќе ви стане јасно, мислам,
не е нешто што е дадено од Бога. Се работи за партија која корените ги влече од една пропадната идеологија. Не дека тие се сменија, знаете, од комунист не се станува социјалдемократ, не ба изворен социјалдемократ. Тоа што ќе го смените името не ве прави социјалдемократ. Тоа не ги прави сите години на транзиција, 30 и колку, 36 години веќе. Не ги прави дека се они ништо повеќе од рециклирани комунисти кои функционираат врз основа на наследството што го имаат дадено од нивните татковци и дедовци. Па тие се уште ја мантрат тезата дека они се државотворни. Каква е државотворни кога 90-та година не размислува за македонска држава. Не размислува, сликата на Тито стоеше во собрание кога прогласувавме независна. Дајте, мислам. Таа мантра толку ја излижа да кога излегува од нивните усти повеќе делува како некој, ајде да не кажам, лош збор. Стварно делува декутантно, делува излитено, делува што има тие со државотворноста? Промена на името, новата Два пати. Не, промена на знамето прво, па промена на името, па договорот со Грција, па новата локална самоуправа, па промена со името, па договорот со Бугарија. Као не знаевме, не беше тој готов, па дојдоа тие сега нивица, сите тие работи што не се случило да, меѓувреме. И одеднаш и они зборуваат дека тоа се, знаете, големите лидери носат историски одлуки. Ако ова беа историски одлуки, тоа ќе секоја чест. Да, мислам, чудно е што народот не ги доживува како историски. Меѓутоа, таа теза која се пројавуваше во претходната власт дека тие се секој нивен потек беше историски. Ја не памтам дека нешто се случуваше во тие 7 години освен историско генерирање на глупости и историско пропагање на државата, понижување. Кај да одите, бевме понижени. Сакате у меѓународните организациите, сакате во билатера, таква северна политика немам доживеано. За сега тогашниот министер за надворешни работи да ви продава демагогија во контекст на тоа дека за Бугарија, па кој го потпиша договорот со Бугарија? Не го потпишав јас, тој го потпиша. Кој го потпиша договорот? Нека размисли за договорот за промената на името, зошто тој го потпиша, не го потпиша друг. Така што многу прашања остануваат за проценка на историјата, меѓутоа дури и оваа кратка историја после се што се случуваше во тие години потврдува дека се далеку од државотворност, далеку од тоа дека имале, како се вика, македонски сенс, чувство за припадност на македонскиот народ и нација, затоа што едноставно многу лесно го продадоа името. Да, па добро, кога треба, како вела, треба да се родиш со тоа да го имаш во себе, дека си тоа што си или не си, нели? Добро, тие носеа друга матрица и се уште ја носат таа матрица и сега се изгубени во просторот и времето. И во политиката, морам да кажано, морам да признам. Ајде да се вратиме повторно во Европа. Која е нашата европска перспектива на Македонија со Европската унија? Еве, говоревме, нели, малце на почетокот во моментов како сме позиционирани. Она што сите цели генерации израснавме практично со целата таа приказна, или Европската унија, влезот на Македонија, ќе биде подобро. НАТО ќе не брани, Европа ќе не храни. Каде е нашата перспектива? Каде сме во моментов? Во моментов се обидуваме да се позиционираме, она што го кажав на почетокот, да се позиционираме во новите глобални односи, затоа што се работи за менувањето на глобалните односи на сила и глобалната архитектура на меѓународниот систем. Мали сме, меѓутоа мали во главите на мали луѓе, така вели белгискиот крал, туку големи сте онолку колку што вие мислите дека сте големи, меѓутоа кога цело време ви ја пласира тезата дека сме мали, дека не можеме ништо да направиме, тоа ви кажав на луѓе кои немаат доверба во себе и немаат доверба во она што го имаат како држава и како историја, како култура, она што го имаат како наследство на еден народ. Така што ние сме во Европа. Без оглед на сите приказки, дали ќе станеме дел од клубот или нема да станеме, ние сме дел од Европа. Секако сме дел од Европа во секој поглед. Ако сакате па и економски, политички, ако сакате историски неменлив. Во основа, историјата на Европа без Македонија не може да ја размислувате или не може да ја перцепирате, затоа што
се случува во регионот на Македонија, тука се случува. Патот е јасен, мислам, оној дел што цело време се обидува да го наметнат дека власта одстапува, дека ние сме заглавени, дека не сакаме да одиме во Европа, нека размисла зашто не сакаме. Ние не сакаме, меѓутоа она што ни се прави не дава гаранции дека патот ни е отворен. Што треба? Продадовме име, што да го продадиме суштината на битисувањето на македонскиот народ, да го продадиме есенцијата на она што значи нашето постоење, да ја продадиме историјата и културата. Тоа се бара од нас за да влеземе во Европската унија. Се нудиме решение, очигледно Европската унија е доста амбивалентна кон она што ние го испорачуваме, затоа што извештаите за напредокот со години, колку веќе заборев од 2006-2000. Заедовме веќе со тие извештаи, дали се вакви или такви, дали се меѓутоа сите беа позитивни. Секогаш ги Ние славевме, бевме лидери на патот на Европската унија, почнувајќи од договорот за стабилизација, асоциација и понатаму. Така што не сме скашнале од тој пат. Меѓутоа, ви кажав, светот се менува, што значи не е безалтернативна политиката, надворешната политика. Прилагодувањето кон новите светски односи, прилагодувањето кон новата структура која се гради тоа е работа на сериозна дипломатија која води сметка за интересите на државата, односно интересите на народот. Затоа што, знаете... Имаме ли таква дипломатија во моментов? Да, во овој момент говорам, на она што значи високо ниво. Иако околу онаа дипломатија која треба да го шири наративот за Македонија, малце сум скептичен за тоа што годините кога завршувавме со амбасадорот Шамбевски во Рим, ни се падна иста година, исто доаѓање. Да, вие бевте во Ватикан тогаш, така? Да. Гледав како ги менуваа профилните слики од одредени амбасадори кои повторно се нудат и кои повторно се на листите. Знаете, профилната слика одеднаш беше со новиот премиер, па знаете, така што ми остана тоа во глава, меѓутоа јас сум од оние кои мисли кои тврдам дека дипломатијата треба повеќе да биде политичка отколку економска, затоа што ние мора да го шириме наративот. Мора нашиот глас да биде слушнат, а најдобро е таму каде што функционираат државите во склоп на меѓународните организации, затоа што тука е лесно да го расширите гласот. Ние имавме тивка дипломатија, ние дури имавме и председател на Генералното собрание, што видовме, опсени го представија како историски настан, што Македонија имаше бенефит од состанокот министерски што се одржа во Скопје на Опсе. Не видов некој бенефит од тоа, освен дека беше историски, како не историски. Историски, мислам, историски во нивните глави. Така што патот не е напуштен. Нашата дипломатија како треба се уште да работи, затоа што, знаете, имаме и бараме стратешки партнери, ние зборуваме за Соединетите. Ние ги имаме Велика Британија, знаете. Луѓе кои не разбираат надворешна политика не знаат што значи тоа. Да имаш држави кои биле не држави, едната била империја, другата е империја се уште. Така што градиме добри односи, промовираме подготвеност за разговор, подготвеност да ги подобруваме, се движиме, светот го гледаме сепак како глобална целина, каде што нашата дипломатија досега до таму каде што имаме наш интерес. Во основа ги промовираме нашите интереси, а не ги промовираме интересите кои некој друг ни кажува кои треба да ни бидат. Тоа е тоа севино што имавме претходно, каде што не убедуваат дека тугите интереси се наши интереси. Сега имаме дипломатија, барем она што ја гледам на високо ниво, она што треба да биде представување председател, министер и премиер, министер за надворешни и премиер, каде што токму ја следат линијата на она што значи национален интерес. Сега да кажете дека имаме конечно црвени линии, знаеме докаде. Докаде може некој нешто. Тие требаше да ги имаме одамна. Знаете, сега повторно ги обновуваме и тоа е тежок процес. Нормално дека ќе најди на отпор. Немаме веќе
гледате, многу малце мешетари доаѓаат во Македонија. Да. Па сетете се како беше во времето 17-18, кога се точка низ Македонија, па ни кажува, затнете го носот, голтнете. Веќе го неаме тоа, знаете, да затните и да голтните, веќе дишите малце поинаку, дишите и со уста и со нос. Мирисите веќе ги снема, голтате она што вие ќе си го сготвите на меѓународен план, така што некои работи се променети и некој тоа може го доживува како слабост на македонската дипломатија или слабост на македонската држава. Меѓутоа, ако сакате да бидете сериозни и да голтате се што ќе ви принесат на маса, прито не водејќи сметка што се можете да сварите во тој контекст, во тој случај да продолжиме така. Да ги вметнеме бугарите во уставот, да прифатиме дека историјата и културата ни е заедничка. Знаете, има тука работи Да се само кинеме буквално. Па да се обезличиме. Тоа да не нема. Да не, затоа што, знаете, сега кога патувам низ Македонија во Грција, Македонија, ја гледате, тоа е тоа. Да. Меѓутоа, кога доаѓам тука, па имате човек кој раководи државна институција кој забрануваш употреба на името Македонија. Дајте, мислам, тоа е македонец, не е било кој, не е од другите етнички групи во Македонија. Па до шахтите стигнавме да ги шмигламе, да ги брусиме, мислам, пазете. Тоа е таков роле косте на глупоста што постоеше во Македонија во тие години, да сервилноста, мислам, го достигна плафонот. После тоа не знам како може да се нарече сервилноста, вајде тоа формулата на Ајнштајн, сервилност на два и така натака и да продолжува. Така што баре од тој дел сме ослободени со оваа власт, бар така ја доживувам нормално. Секогаш ќе има луѓе кои ја доживуваат поинаку, меѓутоа патот е трасиран, работата е како ќе се одработи, затоа што мораме да продолжиме со наративот. Мора наративот да биде оној што потекнува од интересите на народот, политиката е, како се вика, само оној кој ќе ги трансмитира тие интереси во надворешната политика и ќе се обиде да ги оствари. А светот е глобален, се менуваме и ние, па ќе видиме кај ќе стигнеме. Таа викате светот се менуваме и ние, но дали ќе се променат и одредени начини размислување во Европската унија и ќе дојдеме до на фаза нели на Европската унија веќе трпи одредени последици од што би рекол ја, од инертноста која зафати во годините на незиниот подем и знаете, веќе се случуваат процеси кои беа незамисливи за Европската унија. Знаете, кога ќе ги прекршите принципите на кои почива Европската унија, во тој случај гледате како процесите кои треба да ја зацврстат унијата одеднаш стануваат дезинтегрирачки. Подпредседателот на Америка на минатогодишната конференција, Минхенска безбедносна конференција, стварно отворено им кажа на Европа дека се светски полицаец на слободата на говорот. Мислам, тука без никакви ракавици. Годинашниот говор на Рубио го доживеа како ете се враќа Европа, некој го доживеа демек се обраќа на Европската унија, не се обраќа на Европа. Тоа е малце поширок поим, кога размислувате за Европа е малце поширок поим. Некој го доживува, дојде новиот шериф во градот, им кажува што да прават. Така е се коментарите на одредени дипломати. Меѓутоа Европа го изгуби чекорот. Наместо да стани глобален играч во променетите односи во светот кој се менува, она заостанува и тоа сериозно заостанува. Каде е проблемот тука кај нив? Во непроменливоста и доста бирократизираната структура на Европска, она е трома институција. Она е во основа политички концепт, мировен концепт, мировна идеја. Так. И тоа е безпрекорно. Во текот на годините како се гради Европската унија, во основа го доведе европскиот континент во состојба да конечно живее во мир. Европа не е изградена како сега што ја гледаме. Сетете се на 100-годишните војни. Так. Првата светска војна, Наполеон, втората
Европа е изградена врз основа на крв и на меч, не е изградена ова денска што го гледаме. Економската димензија, очигледно Европската унија го губи приматот. Сега е притисната, од една страна е притисната од немокта да одговори на променетите околности во светот. Тромо се движи. Втора работа е економски притисок го чувствува од Кина, на кој не може да парира. Погледajte, германската индустрија со што се соочува. Го имате од трета страна, ги имате Соединетите американски држави, кои бескрупулозно ја ставаат на местото каде што мислат тие, односно мисли председателот Трамп дека и припаѓа. Европската унија изгубена во концептот што да прави. Она се придвижува од мировен концепт, се повеќе вела дека станува воен концепт. Вокабуларот, наративот кој денеска го слушаме од челниците на Европска унија повеќе милитантен отколку мировен. Качувањето на буџетите на државите за градење нова безбедносна, европска безбедносна архитектура оди споро. Некои држави не се согласуваат со тоа, додвојуваат. Рубио точно им кажа што очекува од НАТО, дека ќе го намали присуството на војската на Соединетите американски држави, присуството во Европа. Па дојдоа некои коментари од тоа дека ќе ги преземат базите. Дајте, мислам, наивно. Рубио не зборува за укинување на НАТО, зборува за трансформација на НАТО, кој треба да одговори на современиот свет. Доста вика ние плаќавме. Тоа е пораката која им се праќа. Им се праќа во економската сфера. Толку се во основа постои сегментација внатре меѓу државите во Европската унија. Онај вестфалски концепт повторно избива на површината. Она што Рубио го зборува за националните интереси, она што го зборува за сувереноста, повторно избива во Европската унија. Одеднаш се враќаат идеите за сувереност. Погледете го односот на Италија, Шпанија во поглед на буџетот кој треба да издвојува за градење на новата безбедноста. Погледајте го односот на Унгарија, на Словачка, па вие имате веќе поделба на Европа на западна и источен блок. Понатаму, околу вклучувањето, брзото вклучување на Украина, држава која е во војна, тоа е кршење на сите принципи на проширувањето на Унијата. Нема ни територија, ни избори. Наместо да биде процес каде што предпоставува исполнување на условите за да стигнете до одредена позиција каде што можете да се приклучите кон Унијата, се имате реверзибилен процес. Се тргнува од крај, ние да ве ставиме во Европската унија, па вие во годините после исполнувајте ги условите. Значи, Европа со две брзини или со повеќе брзини, Европа на стари и нови, Европа на... Имате разни модели. Меѓутоа, Европа е очигледно во сериозна криза, каде што ќе треба да одговори на новите потреби на светот, односно да се позиционира. Тоа го прави од 2018 година, очигледно неуспешно. Постои ли демократски капацитет во некои големи европски држави да го сменат, да го направат, за да се смени целата политика на Европската унија? Пред се зборам Франција, Италија, Шпанија, Германија. Начинот на кој е концепирана токму го потврдува единството на државите. Не е случајно Советот на Унијата во контекст на носењето на одлуки. Некои викаат, слушајќи, воспоставиме вето. Сепак се интереси на држави. Не е тоа така, ќе воспоставиме вето. Или ќе ја исклучиме Унгарија, ќе исклучиме од можноста да гласа во Унијата со цел да помини идејата за Украина. Некој вели дека врз основа на брзиот влез на Украина, кој се надева дека ќе се случи 2007 година, и другите држави у Западен Балкан ќе имаат бенефит. Точно. Не можете да правите за држава која е во војна, која не се знае територијалниот интегритет, како е концепиран во моментов и како е изграден, како е ограничен во контекст на државните граници. Нема контрола на една третина територијата, нели? Држава во војна. Да. Имате Молдова, не можете едноставно да ги избегнете балканските држави. Не можете Некој зборува за Европска унија на 30+.
Демек, еве сега Зеленски не се согласува со тоа дека би била држава од втор ред во Европската унија. Не знам како е замислува да влези како држава во прв ред, која беше една од најкорумпираните во Европа. Знаете, вие сите години се обидувате да ги исполните критериумите, држава која не исполнува ни еден од критериумите да влези. Тоа значи, оној момент кога ќе ги нарушите принципите на кои постоите, а ги наруши принципите во однос на Македонија, тоа е повеќе од видливо, повеќе од се присутно во незиното функционирање, сваќате дека Европа се наоѓа на пресветница. Како гледате мали бабл, сега ги викам се, на организирање во рамките на Европската унија. Сега Велика Британија зборува за повезување, безбедносно повезување со некои држави на Европската унија. Па Канада вела дека се повеќе инклинира кон Европа отколку кон Америка. Односот со Гренланд ви покажува поделеноста во Европската унија. Меѓутоа, нашиот пат е јасен. Се работи за стандарди кои се во корист на граѓаните. И тука немам дилема. Мислам, тоа е нешто што мораме да го имаме ако сакаме да одиме напред. Дали ќе бидеме утре или задутре дел од Европската унија, тоа е нешто што мора да го исполниме, да бидеме сериозна држава, мислам, држава што би рекле по сите нишани. А мислите ли дека оддавна ги имаме исполнети условите? Јас се сеќавам во контекст тоа што го кажавте, јас мислам дека првиот кик свака Европската унија го направи околу тие приеми кога влегува нели Бугарија, Романија, уште неколку држави. Гледаме денеска што се случува во тие држави. Повторно се заговара дека влезот на Украина е геополитичка одлука. Исто како ова што беше, нели? Исто како што беше Бугарија и Романија влезот, па и Хрватска ако сакате, така што ако ги прекаши принципите, не може да Европската унија да се проширува без Западен Балкан. Мислам, далеко од тоа. Целиот концепт на Европа се руши на државите на Европската унија се руши во тој дел. Меѓутоа да видиме, постои силен отпор, работите треба да ги променат, меѓутоа треба да ги променат во согласно со сите држави, така што не е баш лесен процесот и не е баш едноставен со кој Европската унија се соочува. Ударите ги трпи секојдневно. Да бидеме реални. Посебно Соединетите Американски држави, она што го прави Трамп е баш брутално покажување на моќта во контекст на европските односи. До каде ќе оди ќе видиме. Светот повторно се преуредува на интересни односи на моќ. Се прегрупираат некакви. Да, па ќе видиме до каде тоа ќе се случува, меѓутоа не можете веќе да ги занемарите ниту Кина, ниту Индија, ниту брзорастечките економии на Исток, меѓутоа никако Русија која секогаш во историјата била фактор кој ги моделирала тие односи повеќе или помалку. Европа вела се подготвува за војна, не знам како ќе се подготви кога не е подготвена, дури велат во 10-15 години нема ниту да може да изгради безбедносната структура, ниту да одговори воено на заканите кои би евентуално дошле, како што тие велат од Русија, ако не верувам дека Русија има интерес да војува во Европа, се знае, мислам, тука е јасен интересот до кај би оделе. Меѓутоа да видиме како светот ќе се концепира ново, имаме нов моќен, мислам, ново стар, меѓутоа имаме председател кој работите ги кажува малце поинаку и ги кажува директно, не е во ракавици, не е дипломатски, го менува дипломатскиот тон, мисламе... Ама сите го разбираме. Се разбира, да. Така, нели? Да, многу лесно се разбира, затоа што ги кажува едноставно работите, така како што биле секогаш. Може да ги обландирате, може да ги прикривате, меѓутоа тоа е тоа. Так. Светот се враќа на онаа состојба која во меѓународните односи велиме состојба на анархија, каде што интересот и моќта се пред се другото е после. Во основа така било и порано, меѓутоа било сепак обид да се амортизира и да се постигне некоја рамнотежа на силите на моќта. Сега е веќе брутално со новиот председател ставено на маса и ќе видиме како светот ќе одговори на тоа. Посебно Европа. Така мора да признам дека уживав до сега, многу брзо не поминува времето.
Буквално час држите овде, професоре, како треба. Да кажете ми вашето огромно искуство со Европа, со Европскиот парламент, вашето лично мислење. Имаме ли ние искрени пријатели во Европската унија во моментов? Искрени пријатели на Македонија? Во надворешната политика не барајте пријатели, мислам градете пријатели и да ви кажам дали имаме искрени, некој ќе кажи даете Унгарија затоа што претходниот премиер е таму, као тоа да е критериум. Тоа е лошото дете во Европската унија и ете ние сме се везале со Унгарија со лошото дете. Нема врска, мислам, кога не знаат надворешна политика, кога не разбираат. Во основа, начинот на кој функционираме, ние градиме пријатели. Не сме од оние држави кои вокабуларот, наративот е агресивен и тоа е добриот дел. Не очекувајте пријатели, мислам, тука сум јасен, пријателствата се менливи. Немате пријатели. Политиката е интерес, нели? Да, во меѓународните односи, тоа е интересот. Работата да го најдеме, да ја најдеме точката на спојување на нашите интереси со нивните интереси во билатералните односи или во мултилатералата, како сакате, и врз основа на тие интереси да функционираме во некој заеднички концепт, заедничко градење на односи и така да ги градиме нашите дипломатски релации со светот. Тоа е тоа. Да искрено пријателство не барајте, затоа што секогаш тоа зависи од интересите и менливоста на интересите. Затоа што државите тоа го следат пред се. Си тргаат од својот интерес прво, нели? Да. Ни помина многу брзо времето, за крај би сакал нешто да ве прашам вака лично, како човек кој што многу години назад е во јавноста, кој што има своји ставови, кој што е интересен да се гледа, да се слуша, да се чита. Подготвувате еден интересен труд деновиве кој што треба да се објави, колку што разбрав, на збирка, така на... Да, на колумните кои ги пишувам веќе 30 години, успеав да... Само 30 години. Ова на шега го кажувам. 96-та почнав со Нова Македонија тогаш, па ми го забрани името да ми се споменува од тогашниот директор, сега се сеќавам. 96-та Панде Колемишевски беше директор, така? Да. Нормално. Кога почнав да пишувам за дневник, и тоа трае. Трае до денеска, сега пишувам за Нетпрес и да, активен сум во тој дел, одржувам некоја ментална хигиена, јас што би рекол лична ментална хигиена, и се обидов тоа да го сместам во една книга, која се надевам наскоро ќе излези, се вика "Никогаш не се расправај со идиоти, затоа што ќе те победат на искуство". Меѓутоа не е толкав наслов. И да, затоа што, знаете, интернетот стана поле на каде што секој може да си го каже своето мислење, како што вели она што го говоревте во кафана, сега може да го говорите на интернет и за тоа да не сносите ник. Тоа е класично легионери на глупоста која ќе се појават на интернет. Се знаат, се умеат и за се имаат коментар. И за тоа токму и насловот на книгата е не... Знаете, доаѓате у години кога не полемизирате и нема зашто да полемизира. Мислам, во поглед на интелект, во поглед на образование, во поглед на се она што си оправил, нема потреба да полемизира со секого. Има каде места каде што треба да полемизирате, има места каде што нема. Едноставно не треба да бидете таму. Што има да објаснувам на човек кој не може да разбери? Што и да кажете, така викаат, што и да направи, вика, да играш шах со гулоб, што и да направи, на крај ќе се искака на таблата и ќе си одлета. Така што токму тоа идејата позади насловот. Ќе видиме како ќе биде, меѓутоа, знаете, еден опус кој го работам долго и дел сум од тоа креирање на јавно мислење, ба мислам дека сум дел од тоа, ќе се обидам да им го приложам да видат како се менувале ставовите, иако мислам дека сум конзистентен во одредени ставови сите овие години, без оглед кај ве фелат на оваа или на таа другата страна, дали ве сакат или не ве сакат, тоа е прашање на личен вкус и не се мешам тука. Меѓутоа, начинот на кој сте растеле, не низ политиката, во коментарите, јавни коментари на се што се случувало во политиката и надворешната политика во државата, ќе биде сублимирано во книга, па ќе видиме. Мислам, тоа е нешто што
треба да остане позади вас, затоа што сите си заминуваме порано или подоцна, ба е нешто да остане позади нас. Јас ви посакувам уште многу такви во иднина збирки да објавувате и за 10, и за 15 години, за 20, нека ги има. Не претера. Ви благодарам од дното на душата што бевте вечерва гостин во Проверитас. Направивме една прекрасна емисија, ви посакувам пред се да, многу здравје, многу успех во приватниот живот, многу успехи во сето она што професионално го работите и што почесто да ве гледаме во медиумите со вашите размислувања. Таман колку што треба. Со годините сваќате дека е доволно. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, се надевам дека и вие вечерва уживавте во ова интересно издание на емисијата Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.